Видете, имаме многу успешни приказни, особено во делот каде што, да речеме, не знам, образование, труд и социјална политика, деинституционализација на лицата со попречености, каде што имаат улога и Министерството за образование и Министерството за труд и социјална политика. Имаше одличен пример, можам да го споделам од, да речеме, Воспитно-поправниот дом во Тетово, каде што Министерството за правда и Управата за санкции, заедно со Министерството за образование и наука, успеа да направи програма за интегрирање на децата, практично, малолетниците кои што се престапници, деликвенти и престојуваат во Воспитно-поправниот дом, да следат образование како и сите останати ученици, значи да бидат интегрирани. Предходната пракса е дека доаѓаат наставници во Воспитно-поправниот дом и таму држат настава. Сегашната пракса е дека тие деца се носат во училиштата и таму слушаат настава и добиваат дипломи кои што не се обележани, не ги стигматизираат, добиваат дипломи од образовна институција и тоа им дава шанса да се интегрираат во општеството. Сега дадов два примери, меѓутоа има повеќе и тие треба да ни служат како инспирација за подобрување. Од друга страна знаеме дека има и некогаш премногу крути погледи меѓу ресорите, дека нели интерсекторската соработка се гледа како некое табу. Мислам дека преку овие позитивни примери може да се дојде до да бидат што повеќе и да ги олесниме процедурите и да бидеме подостапни кон граѓаните и да ги моделираме политиките по потребите на граѓаните.